Добра вечер, Дневник на КТВ, 20 јули 2026 година. Територијалната противпожарна единица Кавадарци вчера успешно интервенираше на две локации на територијата на општината. На Ресавски пат пожарот беше навремено локализиран и целосно изгаснат. Кај Дреновската станица беше интервенирано по пожарна сува трева, при што со брзата и професионална реакција на пожарникарите беше спречено негово понатамошно ширење и пожарот беше целосно изгаснат. Од територијалната противпожарна единица Кавадарци апелираат до сите граѓани на максимална внимателност и одговорно однесување, особено во услови на високи температури и зголемен ризик од пожари. Секое забележано опожарување или сомнеш за појава на пожар, навремено пријавете го до надлежните служби, бидејќи брзата дојава овозможува навремена интервенција и спречување на поголеми последици. По барање на местната заедница Страшо Пинџури, согласно програмата за работа за 2026 година, јавното предпријатие Комуналец започна со реализација на проект за реконструкција на водоводната линија на улицата Смилица. Со сопствени средства, ЈП Комуналец инвестира во изградба на нова водоводна линија во должина од 200 метри, со што ќе се реши долгогодишниот проблем со водоснабдувањето на жителите од улицата Смилица и Рајко Жинзифов. До сега овие домакинства се снабдуваа со вода од ниската зона, а со новата реконструирана линија ќе бидат приклучени на високата водоснабдителна зона, со што значително ќе се подобри квалитетот и сигурноста на водоснабдувањето, информираат од локалната самоуправа. И покрај минималното намалување во однос на претходниот месец, трошоците за основните животни потреби и понатаму остануваат високи. Според пресметките на Сојузот на синдикатите на Македонија, вредноста на синдикалната минимална кошница за јули 2026 година изнесува 68.498 денари. Во споредба со јуни, кошницата е намалена за 156 денари, но 4-члено семејство и натаму има потреба од значителни средства за покривање на основните месечни расходи. Денес во рамки на Кавадаречко културно лето децата уживаа во цртање, игра и дружење на локацијата 12 младенци во соработка со Сдруженијето Роднокрајци, а вклучени беа и децата од Сдруженијето Кавадаречки срца. И утре од 9 часот нова локација ќе има нова доза креативност и забава. Во рамките на 10-дневниот предстој на гостите од Украина во Михајлово, денес во спортската сала на Општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци се одигра пријателски надпревар во одбојка помеѓу одбојкарскиот клуб Тиквеш 2019 и гостинската екипа од Украина. Спортскиот надпревар беше дел од предвидената агенда на посетата со цел преку спортот да се поттикнат дружењето, меѓусебната соработка и размената на искуства меѓу младите. Во одлична атмосфера исполнета со ферплеј, тимски дух и позитивна енергија, учесниците покажаа дека спортот е универзален јазик кој ги поврзува луѓето и создава трајни пријателства. Во Музејот на вкусови во Кавадарци се одржа концерт на дуо виолина и виолончело. Музеј галерија Кавадарци, во куќата на мирис и вкусот имаме настап на нашиот реномиран автор Марко Попристов од Македонија и неговиот колега, пријател Исак од Босна и Херцеговина. Локален музеј галерија Кавадарци со ова се приклучува на Кавадаречко културно лето, односно оваа година ќе се потрудиме на нашите љубители и на музиката, односно на класичната музика, да допринесеме со нивно расположување и со запознавање со овие двајца прекрасни уметници. Како Музеј галерија Кавадарци сака да изрази голема благодарност до градоначалникот и Советот на општина Кавадарци за нивната несебична поддршка во текот на целата година, па и за реализација на овој настан, како и Министерството за култура
но мораме да го споменеме и Скопско културно лето, бидејќи во соработка со Скопско културно лето, со директорката на Скопско културно лето Василија Чија, овој настан со нивна помош се реализира токму во нашата институција. Се надевам дека гостите ќе бидат задоволни од настапот на нашите уметници и да ќе продолжи оваа соработка. Вие сте со Дневникот, следуваат останатите содржини. Цените растат, граѓаните плаќаат, Мицковски повторно доцни со половични мерки, порача од опозиционата СДСМ. Секој ден е нов ценовен шок за граѓаните. Горивата повторно поскапуваат, што значи и ново поскапување на цените на храната, превозот и на останатите производи. Ова е нов удар врз семејните буџети, од кога цените веќе се до плафон. Со недели Мицковски не носи мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Сега најавува само намалување на акцизата. Повторно, половична и задоцната мерка, која нема да го намали ценовниот притисок врз граѓаните. Мицковски не донесе ниту една мерка за работниците, за социјално ranливите граѓани, во сред криза ги остави да преживуваат и да го бројат секој денар за живот. Секоја негова мерка доаѓа предоцна. Секоја мерка е неефикасна и наместо да ги намали цените, го слабее буџетот и им носи дополнителни приходи на одредени компании. Мицковски делува повеќе како застапник на приватните интереси, отколку како премиер кој треба да ги штити граѓаните. Прво, ги игнорира проблемите, представува лажна слика дека нема проблем. Па кога цените ќе експлодираат, излегува со половични и задоцнети мерки кои немаат никаков ефект. Власта ги одби сите предложени мерки на СДСМ за да се запре поскапувањето на сите животни намирници и да се помогне на ранливите и загрозените категории на населението. Штетата е веќе направена. Цените на горивата и храната се вивнати и нема да се врати назад. Скапо ги чини граѓаните оваа политика на Мицковски со која го урниса животниот стандард. Наместо Мицковски да ја турка државата во економска и социјална бездна, веднаш да превземе мерки. Уморни се граѓаните од чекања и најави, живеат полошо и поскапо отколку пред 2 години, им требаат конкретни мерки кои ќе ги заштитат нивните плати, стандард и семеен буџет. СДС, Левица и ДУИ повторно покажаа дека колку полошо за Македонија, толку подобро за нив, рече на денешната пресконференција портпаролот на ВМРО-ДПМН Валентин Манасиевски. Неподнесувањето на новиот изборен законник уште еднаш ја потврди вистинската политика на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ, а таа е колку полошо за Македонија, толку подобро за нив. Кога државата има можност да исполни уште една реформска обврска, тие избираат блокада. Ние повторно ќе бидеме предводници во регионот. Од 10 реформи, ние сами исполнивме 9. Не дојдовме до таа последната токму поради блокадата на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ. Затоа што кога е потребен консензус, тие избираат конфронтација. Со тоа покажаа дека нивната цел не е подобар изборен законник, ниту подобар изборен процес. Нивната единствена цел е Македонија да нема нов реформски успех, за потоа политички да профитираат од застојот што токму тие самите го создаваат. Ова не е првпат Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ да постапуваат на ваков начин. Секогаш кога државниот интерес ќе се судри со нивниот партиски интерес, тие го избираат партискиот интерес, без разлика на последиците за Македонија. Но Македонија нема да биде заложник на нивните блокади. Реформите ќе продолжат, а државата ќе продолжи да се развива. СДСМ бара одговорност од министерот за здравство, обвинуваат дека 5 дена се криела вистината за Гостивар. Состојбата со труењето на граѓаните во Гостивар е алармантна. Над 2000 граѓани веќе побарале лекарска помош поради симптоми поврзани со загадена вода за пиење. Институциите задоцнија со реакцијата. Епидемијата на гастроентеритис во Гостивар не избувнува преку ноќ.
Таа се развиваше со денови пред очите на надлежните институции, кои наместо на времена реакција дозволија ситуацијата да ескалира до размери на сериозна здравствена криза. Според досегашните информации, институциите уште во раната фаза имале сознанија и сериозни сомнежи дека водата не е безбедна, како и дека бројот на заболени невообичаено расте. Дополнително, надзорот утврдил дека во главниот цевковод била поставена дивоградена пумпа без никакво одобрение, преку која директно се вбризгувала вода од реката Вардар во водоводниот систем во Гостивар. И покрај овие алармантни сознанија, епидемијата беше прогласена дури кога амбулантните и болниците беа преполни, а бројот на заболени достигна речиси 2000. Особено загрижува што министерот за здравство Сашо Клековски, наместо веднаш да ја информира јавноста и да ги активира сите механизми за заштита, 5 дена ја криел информацијата за масовно труење во Гостивар. Со тоа свесно било одложено прогласувањето на епидемија, иако СДСМ уште од првите сигнали, согласно препораките на стручната јавност, бараше тоа веднаш да се направи. Прогласувањето на епидемија не е административна формалност. Тоа значи активирање на конкретни механизми за заштита, засилена координација меѓу институциите, итна епидемиолошка истрага, засилен надзор, дополнителни ресурни и навремени мерки за спречување на тамошно ширење на заразата. Наместо тоа, институциите молчеле. Наместо брза реакција, следуваа празни изјави од типот: наскоро ќе има информации, за неколку дена ќе биде познато и јавноста ќе дознае наскоро, а потоа сите се преправаат дека се изнадени од размерите на катастрофата. Ова е сериозен институционален и политички неуспех. Јавното здравје не смее да биде предмет на одложувања, прикривање информации или политички калкулации. Кога постојат јасни индикации за сериозен здравствен ризик, институциите имаат обврска веднаш да действуваат и да ги заштитат граѓаните. Граѓаните на Гостивар заслужуваат целосна вистина. Заслужуваат одговор на прашањата: зошто 5 дена се криела информацијата, зошто не биле превземени итни мерки и кој ќе сноси одговорност, зошто предупредувачките сигнали биле игнорирани. Криењето информации во услови на масовно загрозување на јавното здравје не е обичен пропуст. Тоа е неодговорно постапување со сериозни последици врз здравјето на граѓаните. СДСМ бара итна политичка и институционална одговорност од министерот за здравство и од сите одговорни и надлежни институции. Во ниту еден момент немало криење на информации од Министерството за здравство за состојбата во Гостивар, изјави денеска министерот за здравство Сашо Клековски. Јас бев првиот што во саботата информирав дека првите случаи се регистрирани на 13 јули. Министерството за здравство и јас ќе продолжиме транспарентно да ги соопштуваме податоците, бидејќи немаме што да криеме, рече Клековски на денешната пресконференција во владата. Синоним за Филипче е хаос во здравството и нема кредибилитет да говори за здравствениот систем, порача Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Филипче нема легитимитет и кредибилитет да говори за здравствениот систем. Кога Филипче зборува за здравството, граѓаните се сеќаваат на будуларната болница во Тетово и на 14 живо изгорени граѓани, на кои наместо да им се продолжи животот, на истите прерано им заврши поради немање на минимум технички спецификации кои Филипче не ги испорача. Кога Филипче зборува за здравството, на граѓаните им текнува на погромот во ковид кризата, кога Македонија беше меѓу првите со најголема смртност по глава на жител. Кога Филипче зборува за здравството, не подсетува и на провизиите кои сакаше да ги заработи преку Стабри вакцините, преку фирма која се занимаваше со продажба на тропски овошје. Кога Филипче зборува за здравството, тој говори за аферата крвави тендери, кога со сила го туркаше проектот за набавка на тестови и реагенси за крвни анализи вреден 35 милиони евра. Затоа,
Филипче е последниот кој треба да говори за начинот на тоа како треба да се води здравствениот систем. Утре сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Во попладневните и вечерните часови ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Ќе дува слаб до умерен, а наместа повремено засилен ветер од северозападен правец, температурата до 37 степени. До петок, под влијание на серија на влажни и нестабилни воздушни маси, времето ќе биде променливо облачно и наместа нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално со поинтензивни процеси во форма на краткотрајно невреме проследено со силен ветер и изолирана појава на град. Во петок ќе има пообилни врнежи од дожд, а поради продор на постудена воздушна маса од север, температурата значително ќе опадне. По пеколните горештини, УХМР најавува разладување кон крајот на неделата. Тоа беше и последна содржина во дневникот. Имајте пријатна вечер.